Како политичките партии во Македонија го коментираат Охридскиот договор? Кој вели дека тој е веќе спроведен? Јас преку законот за унапредувањето на употребата на езиците гледам правно формален или легалистички дел на затварање на рамковниот договор. А кој дека има уште да се сработи? Në mendoj që asgjë nuk kemi të drejtë të mbyllim, sepse janë çështje të cilat duhet trajtu mëgjërsisht dhe të bëjmë përfundime më konkrete dhe më të favorshme për situatat të cilat mund të krijohen. Кој е ставот на опозицијата на оваа тема? Klasa politike e cila ishte në skenën politike më shumë u interesua për përfitime dhe pasurim personal se sa për implementimin e frymës shpirtit të marrëveshjes Ohrid. Интелектуалците со свој став. Која е пораката на соседите на денот на одбележувањето на овој датум? Кој е предлогот на меѓународниот фактор? Фискалната децентрализација која е доста запоставена, како поглавје сама за себе. Гледам, мислам, со позитивно кон новата владина програма, која што е ориентирана за појака децентрализација. Како се одвива и што мислат експертите на таа тема? Тие се на некој начин фискални паразити, кои што 2/3 ги очекуваат од централната власт, а од друга страна се ставаат под високо политичко влијание на централната власт, кога ве финансираат другите. Ке продолжи ли да се одолговлекува прашањето со името на Македонија? Непосредно пред локалните избори, докаде се подготовките за можеби досега најсуровата трка за гласовите на граѓаните? Брзи и точни информации, истражувања, коментари, интервјуа, емисии и многу други медиумски производи, кои од сега ќе можете да ги следите на medial.mk и post.mk, новите електронски медиуми во Македонија.